Од македонските затвори најлесно се бега. Тие се како швајцарско сирење и хотел Промаја. 109 затвореници избегале од Идризово, 23 од Струмичкиот затвор. Десетици затвореници нема во Шутка. Ископан тунел од најголемиот македонски затвор за бегство. Вакви алармантни информации се почесто излегуваат во јавноста. Во полициските билтени пак честопати среќаваме податоци дека осуденици додека наводно се во затвор биле учесници во сообраќајни незгоди или направиле друго кривично дело надвор. Надлежните се свесни за состојбите и вината ја лоцираат во претходното раководство, кое лошо ја менаџирало безбедноста на затворите, намерно или ненамерно. Директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов најавува засилен надзор, за да не се доведуваме во ситуации кога затворениците наместо во келии шетаат на слобода. Во затворот Шутка, кој што беше актуелен во минатиот период, има делови кои што ние ги третираме како дел од затворот, а тоа се делови кои што од за нив посебни знани и незнани причини директорот да речеме во Шутка го направил да го нарекуваме затворско оделение. Во одредени делови воопшто и самата ограда не постои или е на висина од 1 метар, постојат вратнички од кај што се може да се излегува. Сето тоа ќе биде сменето, ќе биде поставена жица, бодликава жица, односно жица која што прилега за затвор. На последната мапа изработена од Советот на Европа, што покажува кои земји во Европа имаат најголем број на бегство од затворите, Македонија по статистиката е на челната позиција со 691 избеган затвореник на секои 10.000 затвореници. Веднаш по Македонија се наоѓа Холандија со 315 и Швајцарија со 284 избегани затвореници на 10.000 затвореници. Народниот правобранител често алармира за состојбата во македонските затвори за нехуманите услови, како и за честите бегства. Во најголем дел од случаите затворениците после слободен викенд воопшто не се враќале во затвор. Пренатрупаноста, негрижата за здравјето на затворениците и нехуманите услови се често споменувани во извештаите на Европската комисија и на Народниот правобранител. Овој проблем раководството најави дека ќе го решава со заживување на пробацијските алки и куќни од затвор. Алката, која во себе има GPS предавател, заедно со друга опрема и пробацијската служба, треба да гарантираат дека осуденото лице не го напушта домот и дека алката постојано е на него. Според познавачите, земјите во Европа и светот пренатрупаноста во затворите ја решаваат со вакви електрични алки. Се планира изградба и на нови објекти, кои автоматски ќе значат и подобри услови во затворите.